однос на отварањето на Бугарскиот културен центар Иван Ванчо Михајлов во Битола не стигнуваат реакциите. Во меѓувреме имавме изјава од министерот Османи, меѓутоа премиерот се уште се нема огласен. Видовме вчера вечер една фејсбук изјава на премиерот Ковачевски, кој што се повеќе наликува на бугарскиот политичар Славе Трифунов, кој што не дава изјави пред новинари или во дебатни емисии со соговорници од другата страна, туку дава некои видео изјави на својата фејсбук страна. Но како и да е, по однос на овој настан, со самата изјава на министерот Османи се потврди дека македонската влада и Ковачевски и Османи знаеле за доаѓањето на бугарската делегација и не само што знаеле, туку преку МНР и преку МВР асистирале за чинот кој што се случи во Битола, а сметам дека беше големо понижување и за Битола и за целата Македонија и беше провокација која што не ги зближува ниту Македонија со Бугарија, ниту обратно, туку напротив создава дополнителен раздор, но јас само би потенцирал дека ова што се случи во Битола како еден чин на дрска провокација кон македонскиот народ е последица на гласањето од декември 2018 година, кога 64 пратеници на СДСМ и нивната коалиција гласаа за бришање на одлуките на АСНОМ од Уставот на Република Македонија. И кога вие гласате за бришање на одлуките на антифашистичкото собрание од Уставот, тогаш ова се последиците. Ние како опозиција предупредувавме дека не треба да се менуваат и да се бришат одлуките на АСНОМ, но СДСМ и ДУИ го направија тоа што го направија заедно со ЛДП, ДОМ и другите коалициони партнери и сметам дека овие последици се резултат на таквите поданички политики кои што ги донесоа 64 пратеници во декември 2018 година и се надевам дека министерот Османи ќе има доблест во најмала рака да си поднесе оставка за ваквата провокација која што се случи со негово знаење.